На 27 мај имаше 450 активно болни од COVID-19 во земјава. Денеска, 12 дена подоцна, бројката е за 3 пати поголема и изнесува 1343 болни. Тоа е за 366 повеќе од врвот при првиот бран, регистриран на 19 април. Кога бројот на ново заразени ќе се разложи понедели, почнувајќи со првиот регистриран случај на 26 февруари, тековната 15-та недела, иако завршува утре, веќе за двојно ја надмина претходната, која досега беше рекордна со 377 нови случаи за 7 дена. Дали мерките од изминатиот викенд ќе придонесат за намалување на бројот на заразени или ќе го зголемат бројот на жаришта? Задушница во Велес. Владата забрани посета на гробиштата за празникот, но црквите беа отворени. Пред Велешкиот соборен храм Свети Пантелеймон и верници и полиција. Вчера денеска бе ти купаќе од нас. Свети Боже, свети крепки си деве светли помилуј, свети Боже, свети крепки си деве светли помилуј нас. Свети Боже, свети крепки си деве светли помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. И присно и век веков. Амин. Се гледа дека нема секој е свесен и совесен. Да се тргнеме, да не се згужваме, многу гужва се створи, па ќе треба друг изјава да даде. Ретки беа верниците што дојдоа да се помолат за душата на упокоените во вонредни услови и со маски. И нив ги пречекала полицијата пред црковните порти. И напомна дека не може на гробиште, им кажавме дека знаеме, дека сме известени тоа. Од понеделник што ќе биде, кризата ќе помине. А сега до понеделник дали има криза? Црквата планирала верскиот обред да се спроведе на дистанца и со заштитни маски. Непосредно пред задушница Повардарската епархија јавно ги повика сите верници во деновите петок и сабота да присуствуваат во црковните дворови. По ова, обвинителството отвори предмет и најави дека ќе испитува евентуална кривична одговорност околу почитувањето на владините мерки за заштита од коронавирусот. Никој од свештениците не сака да коментира за повикот. Оти велат дека за тоа немаат благослов од владиката Агат Ангел. Слично беше и претходниот ден. Полицијата пред влезот на друг храм предупредуваше да се носат маски. Господ еден и ќе ги казни. Господ нека ги казни тие што забраниле. Ако е заарно, уред, ако не е заарно, да ги казни и фамилиите. Заре не стравувате за вашето? Не стравувам, па што еднаш сум се родил, еднаш ќе умрам. Не може два пати да умрам. Еднаш раѓа човек и еднаш умира. За најблиските, за најблиските си седат дома, еден од фамилијата ќе дојде, ќе си запали свеќе, ќе си го направи со заштитни одела, со заштитни маски, ќе се дезинфекцира и ќе си отиде. Сите да бидеме граѓани равноправни. Не може за нас вака, а за другите поинаку. Револтот кај православните верници е што за Бајрам немаше ваква забрана, па џамиите беа преплавени со луѓе. Во пресрет на полицискиот час кој почнуваше во 16 часот, ваква беше сликата во Велес. На гробиштата во Скопје, верници побрзаа да дојдат уште во четвртокот пред тридневната забрана. За Велиден не е важно, али сега на гробишта, черка да ми почине да дојдем денеска се беше утре да одгори. Многу не е криво, верујте ми. Не е во задушницата, во раздавањето, булката. Па не, ама ете сакаш да го посетиш, да го изчистиш гробот, да го следиш. Сепак е вонредна состојба, знаете. Разбирам ја дека е вонредна, се тоа го разбирам. Ама кога можат да се движат по улица, например, кој ќе има гласање, кој има си работи, како, например, тогаш може, а сега не може. Викендов преплавени беа и туристичките места во државава. Гостите во Охрид заборавија и на маски и на физичка дистанца. Министерот за здравство Венко Филипче сепак вели дека викенд мерките имале ефект. Полицискиот час за викендов дозволи многу полесен пристап и брзо тестирање на сите контакти, што беше отежното во многу случаи во изминатите денови, минатата недела. Позитивно е што и покрај оној иницијален отпор кој што го имаше на некои места, сега има навистина подобра соработка со граѓаните. Епидемиолозите многу полесно успеа да пристапат и да тестираат. Апелирам до граѓаните максимално коректно да соработуваат со епидемиолозите и да даваат точни податоци.
Причините за големиот број новозаболени овие денови се лоцира во непочитување на мерките и групни собирања во периодот пред 25 мај. Оно што се случи после 26. мај, исклучиво, согласно епидемиолошките анкети што досега сме ги направиле, се должи на тотално непочитување на одредени превентивни мерки кои што ги дадовме како препорака од Комисијата за заразни болести и Министерот за здравство, а тоа се носење на заштитна маска, спречување на групирање повеќе од 2 лица, што ни се удри како бумеранг заради непочитување на мерките за време на верскиот празник Рамазан Бајрам и ифтарските вечери кои што се случува во тој период. Како што гледаме, од тој период бројот на заболените почнува да се зголемува. Скопје е на врвот по бројот на новозаразени и активни случаи. Надлежните велат дека 90% од заразените во градот се од 41 кластер, односно се поврзани со веќе познати случаи и навреме се откриени. Дури 65% се без симптоми. Од Комисијата за заразни болести отфрлаат одговорност за повторениот бран. Не комисија, Господ да ви дојде овдека не може да помогне ако никој од народот тоа не го почитува. Благодарам.